запознаеме облизу со вечерашното изведување. Ново издание на Макфест и годинава повторно вие. Какво е чувството и што значи повторно да се застане на оваа голема сцена? Многу убаво чувството кога ќе се слушне вака повторно вие, заради тоа што искрено со душа чекам да дојде Макфест. Одлична е соработката со Маријана. Страшен професионалец во областа во која што работи и секогаш е чест и задоволство да се измешаме со македонскиве музичари, изведувачи и да видиме што е ново и едноставно да уживаме во целата атмосфера во која што Штип живее овие 2 дена. Оваа година практично зборуваме за едно ново издание, нов концепт на Макфест. Може ли тоа да се почувствува и кај вас с оглед на фактот дека повеќе години сте на оваа сцена? Јас само можам да ви кажам дека годинава, судејќи по дебютантската вечер, владе една фантастична атмосфера, а тоа е она најважно, затоа што атмосферата е таа која што владеела во изминатите години, оние златни години на Макфест и можам да забележам дека и годинава сите изведувачи се многу опуштени, владе една убава дружба помеѓу нив, а тоа е тоа што го прави Макфест, да е Макфест и не случајно ќе кажеме дека Макфест е еден голем бренд и дефинитивно е фестивал над фестивалите, 39 години е навистина долг временски период, не е лесно да се одржи оваа долга традиција, но затоа сме сите ние тука сплотени заедно со голема љубов, голем ентузијазам да го продолжиме Макфестовскиот сон. Можеме да кажеме дека подолг временски период се појавувате на оваа сцена, станува збор за неколку години наназад. Кои се вашите впечатоци? Дали треба да гледаме како било од годините наназад, бидејќи моментално зборуваме дека не можеме да го вратиме времето на Макфест како годините кога почнал фестивалот и како се одвивал со тек на времето? Па со оглед на фактот што јас и Маријана прв пат застанавме како водители на сцената 2014 година, поминате извесен период и можам слободно, скоро деценија, па реално, така што она што ние го доживуваме како Макфест е едно посебно чувство во кое што се гледа сплотеноста на македонската естрада. Мене ми е многу жал што во моментов Макфест е единствен реномиран фестивал во Македонија во кој што можат македонските изведувачи да застанат, да почувствуваат голема сцена и да можат да уживаат во магијата на настап пред жива публика. За жал, времињата кои што биле и ги спомнавте вие и Макфест тогаш бил на тој пиедестал, веќе не се такви, но сметам дека од година во година се оди во една нагорна линија со оглед на фактот што организаторите во текот на годините навистина сакаат да вложуваат во тоа да се извади квалитетна музика пред се. Затоа што сметам дека со самото тоа што ќе има квалитетна музика на сцената на Макфест, ќе ја заживееме и македонската музика, затоа што ќе се слушате со мене, не е Макфест единствената причина поради која што е во надолна линија музиката кај нас, туку генерално се помалку се слуша македонска музика и тие работи треба да ги промениме. Која песна од Макфест ви останала во најголемо сеќавање? Леле, јас имам премногу. Признавам Маријана и Росана, колку сакам самба, магија, Ерзана е тука. Не знам, можам да ги набројувам сите, така што навистина има многу и од оние најстари, од овие понови, Тамара Тудевска. Можеме ли да издвоиме? Јас имам од поново време. Маријана ги спомна, Маријана и Росана. Јас за среќа растев со времето кога Макфест беше во најјаките, кога беа Врча, кога беше Тамара, кога беше Адриан Гаджа, Јован Јованов, па понатаму Дули Коки, кои што исто така беа одлично дуо и кои што ги освојува срцата на македонската публика. Има навистина многу песни затоа што поминале 39 години. Мене ми е жал што ние како медиуми, бидејќи јас работам во медиум, многу малку време посветуваме на македонската музика. И тоа е поразително и можеби Маријана премногу дипломатски го кажува тоа за дека има македонски артисти кои што полнат сали, меѓутоа криви сме и ние медиумите кои што многу малку пуштаме македонска музика. Дури едно време требаше да се донесе закон со кој што задолжително беше пуштање на македонска музика за да не натераат да го цениме тоа што е наше и кое што е вредно. Затоа што нашите артисти кога излезат надвор, кога ќе ги чујат како настапуваат, какви им се вокалните способности, како им е музиката, навистина светот останува чудоневидено тоа што го имаме ние како музика. И мислам дека тоа е клучот и тука треба повеќе да се посветиме за да имаме поквалитетна македонска сцена. За крај, како од другата страна на микрофонот со оглед на фактот дека работите во медиум?
Од другата страна на микрофонот е прилично убаво со оглед на фактот што веќе 18 години сум во оваа бранша. Навистина уживам во професијата, благородна професија имаме, бидејќи имаме можност да разговараме со луѓе со кои што, да речеме, во друга варијанта никогаш не би седнале на маса да разговараме за одредени теми, но тешка задача и за сите гледачи кои што гледаат и викаат на нив им е лесно, ќе земат микрофон, ќе зборат. Не е баш така, ама ги охрабрувам затоа што и тоа е дефицитарно кај нас, што повеќе да имаме млади македонски новинари и водители, затоа што само така може да имаме квалитетна сцена.